Продолжуваме со разговор во студиото и тоа разговор што ќе ни донесе информација која што им е потребна на сите оние кои што издаваат станови, соби, кои што продаваат на отворено разноразни пијалоци за разладување, особено во туристичките места. Денес на оваа тема ќе зборуваме со нашиот денешен гостин. Тоа е господинот Мухедин Авдич, раководител на секторот за услуги на даночни обврзници и даноци. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и поздрав до вас и вашите гледачи. Летниот период во годината се случуваат многу настани на отворено. Сите ние се среќаваме на овој или оној начин со продавачите кои што продаваат по улиците, околу стадионите, на плажите во нашите туристички места. Што треба да направат тие кои продаваат, да речеме, пуканки, сладолед, крофни, цедени сокови на плоштадите низ па скоро сите градови во државава? Во летниот период е зголемен бројот на посетители во сите градови, а особено во туристичките места. Тоа се должи заради годишните одмори, како и организирање на голем број манифестации, како што се музички концерти, во Прилеп и Скопје знаеме дека се организира пивофест и така натаму. Исто така во овој период се зголемува и бројот на физички лица кои што вршат стопански дејности од времен карактер, а овие физички лица не се регистрирани согласно Законот за трговски друштва, односно во една од формите предвидени со Законот за трговски друштва, туку овие физички лица вообичаено вршат стопанска дејност од времен карактер, а тоа е фактички неколку месеци или неколку дена во текот на овој летен период, во зависност дали дејноста ја вршат во туристички места или дејноста ја вршат, да речеме, кога се организираат некои концерти и така натаму. Согласно законската регулатива, сите физички лица кои што остваруваат одредени приходи се подложени на плаќање на даноци и овие физички лица имаат обврска приходот да го пријават во Управата за јавни приходи да си го платат соодветниот данок. Физичките лица кои што вршат вакви дејности, а тоа се особено, да речеме, продажба на бижутерија, разни ракотворби, изработени од рачна изработка, да речеме цедени сокови, во туристичките места имаме изнајмување на чамци, изнајмување, да речеме, или влечење со чамец на падобран и така натаму. И овие физички лица пред да почнат да ја вршат стопанската дејност, имаат обврска да се пријават во Управата за јавни приходи, односно да поднесат барање за паушално оданочување. Ке повторам, значи пред да почнат да ја вршат стопанската дејност, должни сте да го поднесат барањето за паушално оданочување. Ова барање се пополнува само со основните податоци, лични податоци на физичкото лице и се заокружува едно поле каде што е наведено дека дејноста од времен карактер и се наведува периодот за кој што ќе се извршува дејноста. Тоа значи, извинете, сега прашувам како лаик, тоа значи дека тие не мора да имаат регистрирано фирми за да извршуваат таа дејност. Точно, затоа и го нарекуваме дека овие физички лица дејноста ја вршат од времен карактер. Значи, неколку месеци или неколку дена во зависност од манифестацијата или ако е, да речеме, во туристичко место може да биде и подолг период од неколку месеци. Да речеме, издавање на педалинки по езерата во Охрид, во Струга и така натаму. Откако ќе го пополнат барањето, тие се должни да го достават во канцелариите на Управата за јавни приходи според местото каде што се врши дејноста и стручните служби на Управата за јавни приходи ќе донесат решение за задолжување со данок на личен доход за периодот за кој што ќе извршуваат дејноста. Так, во летниот период исто така е зголемен бројот на туристи, а со тоа и издавањето или изнајмување на легла, соби, апартмани, цели викендици и слично. Тоа го има во туристичките места секако, но да речеме има во последно време портали, веб-сајтови, на разноразни платформи на интернет каде што се издаваат и соби и куќи во не толку атрактивни туристички места, а сепак
може да отидете и да поминете викенд таму. Што треба да знаат граѓаните доколку издаваат под закуп вакви и слични недвижности? Издавањето под закуп или под закуп на недвижен имот, како што споменавте, значи соби, апартмани, викендички и така натаму, е предвидено со законот за данокот на личен доход и како таков приход тој подлежи на оданочување. Значи, секое физичко лице што стварува приход од издавање под закуп на недвижен имот е должен приходот да го пријави и нормално да го плати соодветниот данок. Во овој летен период, вообичаено недвижниот имот, односно апартманите или викендичките се издаваат од физичко на физичко лице и во тој случај физичкото лице закуподавач има обврска пријавените приходи, односно остварените приходи, електронски да ги пријави во управата за јавни приходи преку системот на управата за јавни приходи даночни услуги или популарно помеѓу народот што се нарекува ПДД. Приходот што го остварува физичкото лице е должно преку електронската пресметка што ќе ја пополни и да ја фактички проследи преку самиот систем до 10 во месецот за приходите што се остварени во претходниот месец. Но ако во овие туристички места недвижниот имот се издава помалку од 31 ден, тогаш за секој приход посебно што ќе се оствари, физичкото лице има обврска да поднесе пресметка и да го плати данокот до 15 во месецот за приходите остварени во претходниот месец. Што значи дека пресметката, пријавата мора да се пополни до 10 во месецот, а данокот да се плати до 15 во месецот за претходниот месец. Пример, ако еден апартман се издава на 3 лица во текот на месецот по 10 дена, значи треба да се поднесат 3 пресметки, за секое издавање треба да се поднесе посебна пресметка во управата за јавни приходи. Но по сето ова вие што досега го кажавте, воопшто не е комплицирано, не е сложено пријавувањето на данокот и се врши на еден лесен и едноставен начин. Ова всушност, да речеме, можат граѓаните да го направат без да доаѓаат во управата за јавни приходи, можат само по електронски пат да ги пријават, да ги пополнат пријавите, нели, и да го пријават данокот. Управата за јавни приходи се труди што повеќе да им го олесни начинот на пријавување на даночните обврски на даночните обврзници, така да со воведувањето на системот ЕПДД од 2018-2019 година, секој физичко лице, бидејќи сега збориме за издавање на недвижен имот под закуп, значи може едноставно од дома или од било кое друго место, значи 24 часа, 7 дена во неделата да ја поднесе и таа пресметка и да ги пријави остварените приходи. Системот е едноставно правен и намерно е така правен за да може секое физичко лице, иако не е стручно за пополнување на такви пријави, да може да се пополни пријавата и да се исполни својата обврска. Значи, системот едноставно самиот ве води чекор по чекор за да се пополни пријавата. Откако ќе се пополни пријавата, таа се доставува автоматски до системот на управата за јавни приходи и откако ќе се одобри како точна пријавата, повторно има повратна информација каде што се доставува електронска декларација, каде што се направени сите пресметки и физичкото лице едноставно може само да отиде во банка или ако има онлайн плаќање да го плати и да ја плати обврската и онлайн да ја плати обврската. Единствено на тој систем треба физичките лица кои што досега не се регистрирани да се регистрираат. Инаку овој систем ЕПДД го користат преку 900.000 граѓани во Македонија, што значи дека е голема бројката кои што го користат овој систем. Исто така и регистрацијата на овој систем е многу едноставна. Значи, ќе се влезе во системот на даночни услуги, се пополнува барање за регистрација, откако ќе се пополни барањето, треба да се испечати и физичкото лице
мора да физички да отиде во даночната канцеларија на управата за јавни приходи, за да се идентификува дека стварно податоците што се наведени во тоа барање се на тоа физичко лице. Ова е пракса секаде во светот, тоа не е само пракса во управата за јавни приходи, затоа што мора да се проверат податоците за да не ги злоупотреби некој друг. Така да пријавувањето на приходите што ги остваруваат физичките лица е многу едноставно и брзо. Со оглед на тоа што е летен период, што и самиот кажавте дека се одржуваат многу манифестации во сите поголеми градови во државава, со оглед на тоа што туристичките места ни се преполни со гости, добро е што е тоа така. Дали управата за јавни приходи ќе биде на терен или ќе одмарате малку, и ако бидете на терен, што ќе правите? Па управата за јавни приходи е секогаш на терен и секогаш настојува да допринесе даночните обврзници да се усогласат со законските обврски. Затоа и еве сега управата за јавни приходи организира разни состаноци со разни институции на бизнис заедницата, како што се стопански комори, издруженија и така натаму. Едноставно сакаме да бидеме што поблиску со даночните обврзници и со граѓаните, за да ги знаат своите права и за да ги знаат своите обврски. Нормално дека и во овој период, особено во туристичките места и во другите градови, како што рековме, каде што ќе се одвиваат сите овие манифестации, управата за јавни приходи ќе биде присутна и настојуваме да им укажеме на сите даночни обврзници дека согласно Законот за регистрирање на готовински плаќања имаат обврска целокупниот промет да го евидентираат. Секој оној што врши промет на добра и услуги, значи даночни обврзници што вршат промет на добра и услуги, имаат обврска прометот да го евидентираат преку фискална каса и да даваат фискални сметки. Исто така, сакам да укажам дека секој даночен обврзник пред да почне да врши со стопанската дејност во одредена подрачна единица или на одредено работно место има обврска да воведе одобрен фискален систем на опрема или популарно наречено фискални каси, за да го евидентира прометот и да ги пополнува дневно финансиските извештаи и да се усогласи со даночните прописи. Ова го укажуваме се со цел да не дојдеме до некакви несакани последици во екот на сезоната, да некои даночни обврзници имаат репрекусии. Ова што сега се случува е, ајде да не го наречеме кампања, ниту пак акција, туку една од редовните активности на управата за јавни приходи. Може би за крај би можеле да ги спомнеме оние непопуларни мерки или така наречените казни, бидејќи за жал ние се покажавме како народ кој што почнува да го почитува законот од кога ќе не удрат по джебот. Висината на казните кои што се предвидени за затајување данок секако не е мала. Па казните не се мали, односно не се ниски и тие се движат од 1000 евра за малите даночни обврзници до 10.000 евра за големите даночни обврзници, но управата за приходи пред се настојува да има таков деловен однос со даночните обврзници за да допринесе даночните обврзници доброволно да се усогласуваат, односно доброволно да се ги пријавуваат своите обврски и да се ги плаќаат. И затоа ние се почесто и почесто организираме вакви средби или да речеме со даночните обврзници лице во лице или со даночните обврзници преку нивните сојузи или здруженија или асоцијации, се со цел да допринесеме да биде даночното усогласување, односно доброволното даночно усогласување се подобро и подобро, а се помалку да имаме репресивни мерки. Јас се надевам дека и денешниот разговор ќе допринесе за тоа дека сите оние кои што се занимаваат со вакви дејности во овој летен период треба редовно да си ги подмират обврските кон државата, всушност тоа е за доброто на сите, а најдобро за нив за да не се сретнат очи во очи со инспекторите од УЈП, па потоа да им биде крив некој друг. Токму така.